Здраво и добре дојдовте на Анахата Йога. Јас сум Ана Симоновска, повеќегодишен јога практикант и сертифициран јога учител. Доколку сте имале напорен ден, сте поминале долги часови стоејки, седејки, се чувствувате изморено, напнато, без нималку енергија и едноставно сакате да се опуштите, останете со мене. Ќе ви покажам неколку едноставни положби кои што ќе ве опуштат, релаксираат и ќе ви ја вратат енергијата. Првата положба која што би сакала да ја споделам со вас се вика пеперутка на грб, односно супта бадаканасана. За изведба на таа положба ви е потребно нешто слично на ова што го имам јас тука, го нарекуваат болстер. Сега може да се купат овие помагала, меѓутоа јас си го направив самата. Ете, во средината има стара гумена простирка за вежбање. Од озгора имам обвиткано дебело кебе. Сето тоа го имам врзано со врвца. Значи не мора да давате премногу пари за специјални јога помагала. Се што ви треба е да знаете за што ви е потребна таа алатка и ќе можете сами да си ја направите. Болстерот е заднас на простирката, се местиме на тој начин што долниот дел од ребетот го поставуваме некаде отприлика на работ на помагалото. Така, полека внимателно се спуштаме надолу. Се спуштаме надолу полека. Нозете ги поставуваме на начин што колената се отвораат на страна, а стапалата се допираат едно со друго. Така. На овој начин градите се отвораат, колковите се отвораат, се опуштаме. Можеме да останеме така или да поставиме една рака врз градите, а другата рака врз стомакот, да дишеме длабоко и да го наблюдуваме дишењето. Доколку имате потреба, можете да ставите дополнително блокчиња за поддршка на колената. Така што нема да чувствувате премногу растегнување на мускулите од внатрешната страна на ногата. Така, тука во оваа положба можеме да останеме неколку минути. Јас би ви препорачала помеѓу 3 и 5 минути. Многу е важно да се опуштите, односно да заземете положба која што ќе ви дозволи да се опуштите и да дишете длабоко, а вниманието да го насочите на квалитетот на дишењето и на она што се случува во вашето тело. Така. Полека ги спојуваме колената, си даваме поддршка со дланките и се креваме нагоре. Од оваа положба можеме да завземеме друга асана. Се нарекува супта ваджрасана или супта вирасана. Зависно од тоа дали ќе седнете на петиците или задникот ќе го поставите помеѓу стапалата. Значи, зависно од вашите можности и дали имате проблеми со колената, ќе можете или нема да можете да изведете оваа положба. Значи, она што би ви го препорачала е да не толерирате апсолутно никаква болка во колената. Така, доколку сепак би сакале да ја пробате, а чувствувате одредена нелагодност во колената, можете таа нелагодност да ја неутрализирате делумно со тоа што ќе го подигнете задникот на блокче или нешто слично на тоа. Така, бидејќи мене не ми треба блокче,
ќе го отстранам и ќе ви ја демонстрирам положбата само со употреба на болстер. Значи, од оваа положба, полека, сега мене ми е потребно малце да го поттурнам болстерот, да си создадам простор тука во задниот дел од дребетот, долниот дел од дребетот. Така и полека, внимателно се спуштам надолу. Значи, исто како во претходната положба, и тука имаме една убава, нежна екстензија на ребетот по целата негова должина. Градите се отвораат и плюс дополнително добиваме благо растегнување на флексорите на колковите и на мускулите на бутините, односно квадрицепсот. Исто така и стапалата добиваат убаво растегнување. Така, остануваме тука во удобна положба, се опуштаме, го наблюдуваме дишењето, наблюдуваме што ни се случува во телото. И тука можеме да останеме во рамките на нашите можности, повторно препорачувам 3 до 5 минути, се разбира доколку не се јават некои несакани чувства, болки, непријатности и така натаму. Полека се потурнуваме со дланките, се исправаме и завземаме седечка положба. Следната положба што би сакала да ви ја покажам е инверзија, односно превртена положба. Генерално овие положби не се препорачуваат на лица кои што патат од висок крвен притисок, кои што имаат глаукома, на жени кои што менструираат и така натаму. Доколку се е во ред со вас, можете да продолжите. Ќе ви ја представам Випарита Карани со поддршка. Значи, за изведба на оваа положба ќе ви биде потребно блокче или нешто слично на тоа, некаков цврст предмет кој што ќе ви помогне да ги поддржите колковите и да ги подигнете. Значи, легнуваме на грб, го ставаме блокчето под карлицата, точно под сакрумот, така. Доколку се е во ред, полека ги креваме нозете нагоре. Она што мене лично многу ми се допаѓа кај оваа положба е што ги нуди речиси сите придобивки од превртените положби, меѓутоа не става непотребен притисок врз вратот. Значи, релативно е побезопасна, односно посигурна од останатите слични положби. Што се случува кога се наоѓаме во превртена асана, односно во инверзија? Сета течност која што се насобрала, например, во нозете, додека сме седеле или сме стоеле долги часови, се враќа назад во кон центарот на телото. Ова, меѓу другото, може да спречи создавање на проширени вени. Така, повторно се трудиме да бидеме што поопуштени, го следиме дишењето и остануваме во оваа положба во рамките на нашите можности. Полека ги спуштаме нозете и оттука можеме да ја завземеме следната положба, не минувајќи ја положбата на помагалото под карлицата.
Повторно ребетот се наоѓа во екстензија, многу блага екстензија. Ги растегнуваме мускулите кои што ни помагаат во придвижување на потните коски, односно флексорите на колковите. Тука блага стимулација на лумбалниот дел од ребетот. Се опуштаме, дишеме длабоко. Остануваме во рамките на нашите можности повторно. Доколку сакаме повеќе стимулација, едноставно ставаме повисоко помагало под карлицата, внимаваме да не ја изгубиме рамнотежата, многу е битно да останеме стабилни, за да може да ни биде пријатно и удобно. Остануваме уште малку тука, дишеме. Ова ќе ни биде доволно. Повторно ги враќаме стапалата кон карлицата, ги подигнуваме колковите, го отстрануваме помагалото и полека ги спуштаме колковите на подот. Остануваме тука за неколку моменти, чувствуваме каков е ефектот на претходната положба. Како што рековме, ребетот беше во екстензија. Предната страна на телото имаше можност да се отвори. Така, се вртиме на страна. Се потурнуваме со дланките, се исправаме. И од тука ќе завземеме уште една верзија од положбата Бада Конасана, односно пеперутка. Со тоа што во оваа верзија на положбата ќе се свиткаме нанапред и на известен начин ќе го неутрализираме действието на претходната положба. Односно, положбата во која ребетот ни беше во екстензија, односно мостот со поддршка. Така, стапалата повторно се спојуваат, колку блиску или далеку од карлицата ќе бидат, зависи од вашите можности. Јас сакам да се така поставени што на известен начин добивам форма на баклава во овој дел. Така, или од прилика кога ќе ги испружам рацете, прстите може да ги допрат петиците, од прилика. Зависи од вас како ви е удобно, како сакате да ја почувствувате оваа положба. Така, од тука виткајќи се нанапред, од колковите го приближуваме торзото кон подот, а лицето кон стапалата. Повторно, колку блиску ќе биде лицето до стапалата зависи од вашите лични можности и од тоа што сакате да почувствувате во оваа положба. Јас лично сакам да си поставам блокче на стапалата и да си дадам поддршка на главата. Останувам тука некое време и кога ќе почувствувам дека можам повеќе, односно можам да го спуштам торзото и главата подолу, го правам тоа. Но тоа не е целта. Повторно, едното не е подобро од другото. Се зависи од тоа што сакате да постигнете и кои се вашите лични можности. Она што е важно е да не се нанесувате болка, да не толерирате непријатности
и да бидете добри самите кон себе. Така. Повторно, остануваме во оваа положба одредено време. 2-3 минути. Се опуштате, го наблюдувате дишењето. Идеално тоа треба да биде длабоко и рамномерно. Кога ќе почувствувате дека ви е доволно, дајте си поддршка со дланките, потурнете се благо, отстранете го помагалото, исправете ги нозете и можете да одморите уште неколку минути, колку ви дозволува времето, во положбата Шавасана. Се надевам дека ви се допадна оваа демонстрација и дека ве мотивира да ги пробате овие положби. За сите прашања ви стојам на располагање. Намасте!